Еве во посета на храмот Свети Димитрија во Кавадарци ќе се случи нешто во текот на наредниве денови, но за сето тоа ќе го запрашаме старешината на храмот, протоиерей Мартин Деневски. Оче храмот Свети Димитрија подготвен. Со особена радост на душата ми е мило што ќе објавиме дека после 5 години од реновирањето, комплетното реновирање на храмот Свети Димитрија, кој што е заштитник на градот Кавадарци, ќе се реосвети црквата и ќе почнеме да богослужиме во истата. Ги повикуваме сите граѓани во Тиквешијата кои што ќе имаат желба да присуствуваат на тој свет чин на осветувањето на црквата, да дојдат во недела на 10 октомври и да присуствуваат на истиот чин, бидејќи ќе биде реосветувањето на црквата и на кој што ќе присуствуваат повеќе архиереи од Македонската православна црква. Во колку часот почнува сето тоа? Пречекот на архиереите во 8:15 часот и од 8:30 почнува осветувањето на црквата. Сега кажи ни, знаат кавадарчани како изгледаше Свети Димитрија, ајде да им кажеме што се е реновирано во црквата. Градот Кавадарци имаше една црква за богослужение и за извршување на требите. Тоа беше Свети великомаченик Димитрија, овој храм кој што беше. Имаше главен престол кој што беше посветен на Свети Димитрија со двери, но имаше уште еден помал престол кој што беше посветен на преподобна Параскева Петка, на Света Петка. Сега откако се освети, откако се изгради храмот на преподобната Параскева Петка, и дојдовме во можност да можеме да го реновираме стариот храм, кој што кровната конструкција веќе му беше мораше да се смени кровната конструкција и да се изреновира целиот храм. Бидејќи можеше да се деси да почне нешто да се руши. Столбовите беа дрвени, ковани дрва едни на друго, па обложени со гипс од надвор, гредите од озгора веќе почнаа да попуштаат и така да мораше да се почне. Веќе имаше уште една црква, имаме кај што може да се вршат требите додека да се изреновира старата. Бидејќи и темелите беа плитки на оваа црква, бидејќи едниот зид од кал и камен, доле е широк, нагоре се стеснува, мораше да се појача старите темели, па потоа да се стават нови, па на новите темели да се стават стубови со затезни греди кои што ја држат куполата. Порано црквата е многу стара, мислам, скоро 200 години, 1830 година, по заслуга на Диме Велков, кој што било трговско богато семејство од Кавадарци, бидејќи Кавадарци немало храм каде што ќе ги христијаните извршуваат своите треби, измолил од валијата од Солун со подароци и поклони и подкупи ферман за да се изгради црквата. Црквата е изградена како трокорабна базилика и била ниска и сиромашка на времето, но имало луѓето кај да ги извршуваат своите духовни потреби. Сега моментално црквата по заслуга на архитектот Благој Здравев, кој што го изработи проектот на оваа црква, моментална, е благодарност на архитектот, кој што ја направи црквата ваква, да има многу широк простор, од надвор да биде со опишан крст и на средината да има осмоаголна купола. Црквата е со нов фреско живопис, кој што е сликано од тајфата на Свети Наум Охридски, сликано е во стил на старовизантиско сликарство. Имаме мозаичен под во црквата, под кој има подно грејење, и имаме нов иконостас со нови икони. Црквата е прекрасна и се надеваме дека во многу поголем број ќе дојдат верниците во недела, да се израдуваме на овој голем момент на реосветување на црквата и што повеќе венчавки и крштевки и да се множи народот и да сакаат помеѓу себе. Сите полиелеи се нови, имаме верници, донатори кои што помагаат во изградбата на самиот храм. Од надвор веќе зидовите ги забележуваме се од камен, веќе уште малце следи партерното уредување на самата црква. Тоа најверојатно во престојниот период. Дворот веќе е среден, останува уште зеленилото да се досреди.
Меѓутоа зимниот период доаѓа, така да ќе почека тоа малку. Може да почека тоа. Но ќе го дотераме, ќе биде прекрасно. Значи, уште еднаш да ги поканиме сите верници во недела од 8:30 па натаму да повелат во новиот храм Свети Димитрија, јас да речам старо новиот храм, и само да продолжиме со верата во Бога и да не служи здрави. И како што вели свети апостол Јован Богослов, сакајте се помеѓу себе, ширете христијанската љубов и живеете христијански. Бензинска пумпа ДМД Оил.